Добро, благодарам на присуството. На еден ден пред завршувањето на кампањата за претседателските избори, сакаме да одржиме една пресконференција која што е практично предупредување за она што ќе следува во следниот период во Република Македонија. Имено, желбата за интеграција во Европската Унија е основна и за истата има консензус помеѓу сите македонски граѓани. Е нешто за што сонуваат генерации од основањето на државата до денес. За жал, во изминатиот период истата беше блокирана пред се и најмногу заради грчкото вето. Знаете дека години наназад добивавме позитивни препораки за почеток на преговори од 2008 година, но истите не почнуваја заради грчкото вето. За жал, во последниве 2 години се случува обратен феномен. А тоа е и покрај капитуланскиот договор од Преспа, со кој што владата се обиде да го реши спорот за името, сепак, минатата година немаше датум за почеток на преговори со Европската Унија. Тогаш владата вети дека ќе има овој јуни. Денес на сите им станува јасно дека и овој јуни датум за почеток на преговори со Европската Унија нема да има. За жал нема да има. Велиме за жал, затоа што тоа е на штета на цела држава и на сите граѓани во Република Македонија. Тоа им беше на сите јасно, но сега еве и јавно. Тоа е така, затоа што нема реформи во клучните области. Минатата година, во месец јуни, на владата и беше даден роковник и 7 реформи кои што требаше да се остварат. Тие реформи се практично она што е најзначајно за граѓаните на Република Македонија. Тоа се правосудни реформи, борба против организиран криминал и корупција, вклучително и на високо ниво, и реформи во разузнавањето и безбедносните структури, како и реформа на јавната администрација. Нешто што е насушно потребно и за граѓаните во секојдневниот живот. За жал, скоро година дена подосна, тие реформи не се случуваат и затоа е многу известно дека во јуни Македонија нема да добие датум за почеток на преговори. Сите други одговори се само изговори. Сакам да истакнам овдека дека и минатата година, во април месец, предупредивме дека дури и да се реши спорот за името, Македонија нема да почне датум за преговори, нема да добие датум за преговори и нема да почне преговори затоа што нема реформи. Тогаш го имаше оној смешен план 369, кој што беше полн со се освен со реформи, и на крај завршивме во иста група со Албанија. Значи, од држава која што беше во група со Словенија и со Хрватска, завршивме во иста група со Албанија. Минатата година, некаде во ноември месец, во моја колумна насловена Црни сценарија, предупредив дека и оваа година во јуни Македонија нема да добие датум за почеток на преговори за членство во Европската Унија, затоа што нема реформи, и ја повика владата да ги спроведе реформите во клучните области кои што ги побара Европската комисија. За жал, во месец мај денес, на некаде месец и половина пред конечната одлука на Европската Унија, на сите им е јасно дека овие црни сценарија се остваруваат и дека Македонија нема да добие датум за почеток на преговори со Европската Унија. Затоа е потребно оваа влада час поскоро да си замине, затоа што се покажа дека во овие 2 години нема ни капацитет, ни волја да спроведе реформи. Нема капацитет затоа што нема кадри кои што може да ги спроведат реформите, а нема волја затоа што овие реформи пред се треба да го зафатат Заев и најблиските околу него. Затоа што се во области кои што се најпроблематични за Заев, а тоа е јавната администрација, во која што цвета непотизмот, тоа е корупцијата, односно борбата со корупција, која што галопирачки расте во Република Македонија, пред се на луѓе блиски до Заев и на луѓе од владата. Тоа се реформите во правосудството, кои што, за жал, не ги гледаме, и сето ова на купче ставено, покрај немањето капацитет, значи и немање волја на реформи. И затоа е потребно оваа влада час поскоро да замине, затоа што ако не замине, и следната 2020 година Република Македонија ќе ја испушти. Затоа ги повикувам сите граѓани да ја поддржат Гордана Силјановска-Давкова на 5 мај, затоа што победата на Гордана на 5 мај ќе значи пат на оваа влада,
брзи предвремени избори и формирање на влада предводена од ВМРО-ДПМН која што ќе се зафати со овие реформи, ќе ги испорача, ќе го подобри животот на граѓаните и се надевам барем до крајот на годината ќе можеме да имаме позитивни вести за членството на Македонија во Европската унија. Благодарам.